Како што рековме, продолжуваме понатаму на тема ракомет. Во студиото на телевизија Нова е Симе Симовски, селектор на женската ракометна репрезентација. Симе, добро вечер. Добро вечер. Утре го имате првиот собир во пресрет на дуелите со Словенија, кои се во квалификациите за Европското првенство. Имаме подмладен состав на првите два меча против Црна Гора и Хрватска. Претрпевме порази очекувани затоа што тимот е подмладен, одиме со нова концепција во женскиот национален тим и националниот ракомет во репрезентацијата. Што ви покажа првите два меча во овие евроквалификации во однос на тимот? Имаме ли капацитет во иднина да очекуваме нешто повеќе? Па, прво би сакал ова еден заеднички проект. Идеја како идеја решивме да ја подмладуваме репрезентацијата, да пробаме со овие сили да се вложи еден извесен период во нив сето наше знаење, сета нивна енергија и со едно трпение време да пробаме во наредниот 2-3 циклус, односно 2-3 години, да со поголем труд да пробаме да видиме нешто да се извлече од нив, да се вратиме на тие поголеми надпреварувања кои што во минатото бевме постојани учесници. Подмладувањето дојде и како идеја нормално и од пласманот на младинската женска репрезентација во Валенсија, летово што успеавме кај нас на домашен терен да добиеме 3 надпревара. Тоа беа Холандија, Црна Гора и Исланд, така да успеавме да се квалификуваме. И мотив плюс за тие девојчиња беше исто да полека ги префрламе во сениорскиот тим. Млада репрезентација. Да, концепцијата е сосема поинаква од она што сме го имале порано со добивање на пасоши на странски играчи, за да се дојде до инстант успех. Сега одиме сосема поинако. Па така, одиме чекор по чекор, нормално. Ја знаеме каква ни е ситуацијата во Македонија. Не постојат голем број на ракометни женски клубови кои што можат во моментов да инвестираат во тие млади категории. Исклучиво тука се Вардар и Металург. И голема благодарност до двата клуба што вистина се инвестира во тие два клуба и полека почнуваме нешто да личиме на репрезентација која што пак пред малце што реков би требало едно време подминато да даде успех. Има ли оваа група на ракометарки која селектиравте шанси да дојде до едно големо надпреварување европско, светско, како порано што имавме низа на настапи? Па јас се надевам и многу луѓе се надеваат на тоа, меѓутоа сепак време ни е потребно. Оскудеваме од голем број на меѓународни надпревари. Потребни ни се што е можно повеќе да ги има за да добијат девојките што е можно поголемо искуство. Немаме такви надпревари кои што како еве пример овие сега изминативе што беа со Црна Гора, со Хрватска. Нареднава недела доека траехев неделата овој двомеч со Словенија, што ќе го играме тамо во Словенија и тука. Наредното во јуни ни е реваншот со Црна Гора и со Хрватска. Вакви циклуси ни се потребни, меѓутоа потребни се и измеѓу овие надпревари додека ги чекаме, да имаме турнир надпревари каде што ќе ги носиме девојките и ќе го собираат тоа искуство. За жал во моментов немаме толку голем број надпревари, меѓутоа се работи на тој план и сметаме дека во иднина ќе се инвестира во нив. Што ви покажа овие два меча, реков, со Црна Гора и со Хрватска, порази, меѓутоа се истакнали некој дел од играта што едноставно ги задоволува вашите критериуми и што е она што му недостасува на овој тим покрај неискуството? Прво, желбата, мотивот за докажување кај девојките го има и не се сомневам во нив, сметам дека и во иднина тоа ќе го дава, затоа што се млади, ги поминале тие селекции од пионери, кадети и младенки и сега сака да се докажат и во сениорскиот дел. Годините како им подминуваат, ќе станат сериозни и сметам дека и овие надпревари сега се увиде дека делот од одбраната не можат да го сакаат, го работат
една предпознатлива одбрана да успееме да направиме. Меѓутоа, колку што не се физичките можности. За жал, таа репрезентација, пример Хрватска е многу поискусна, многу по-сериозна од нас и на физички план може да не помине. Така да, додека имаме она народно кажано снага, успеаме да држиме резултат некој прикладен. Кога ќе снема, тогаш... Одговара ли што сме во една, да речем, балканска група, квалификацијска стилот на играта на останатите репрезентации, па и нашиот? Па, стилот е тој балкански, точно. Меѓутоа, групата ни е исклучиво тешка. Познавајќи ги Црна Гора, Хрватска и Словенија, нема тука што да бараме, тука сме како некои аутсайдери, меѓутоа за искуство да собереме нас ни треба. Па дури и за тактички план во пристапот на играта. Да, пробуваме разни варијанти кои што во иднина ќе ни користат. Од утре се собирате, практично од утре почнуваат подготовките за двомечот со Словенија, дали се сите ракометарки на број, има ли некои откажувања? Так, 10 часот утре наутре имаме тренинг. Сите девојки се тука, со исклучок на Зорица Деспотовска и Ангела Тодоровска. Ангела Тодоровска направи нека операција на колено, каде што ќе биде надвор од теренот некаде околу 6 месеци. А Зорица Деспотовска до крајот на овие квалификации ќе има некој медицински третман кој што ќе треба да го помине, така да и она ќе биде надвор од овој двомеч со Словенија. Словенија, рековме, фаворит во овој двомеч. Што може да очекувате од играта на нашата репрезентација против Словенија? Што ќе барате од ракометарките конкретно против словенките? Веројатно сте ги анализирале. Така. Имаме некои анализи за Словенија, направивме некои видео анализи, меѓутоа познавајќи нивната игра, и они имаат сега нов селектор. Тоа беше тренерот кој што беше во Вардар. Сакаат да бидат прават некој спектакл, затоа и го играат тоа во Марибор, нема да го играат во Љубљана за популација на женскиот ракомет. Тука би имало некој плюс за нив, да го кажам така, како некоја мотивација, меѓутоа и за нас има мотивација да се надигруваме. Не одиме со бело знаме, нормално не се предаваме, без разлика што се они фаворити. Едноставно и ние ќе пробаме една своја игра да наметнеме, па да видиме до каде ќе биде тоа. Сметам дека од овие два надпревара еден би изиграле добро. Правиме мала кратка пауза, па се враќаме веднаш на разговорот. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Симе покрај селекторската функција што имате и работите со млади ракометарки и создавате нова македонска женска ракометна иднина, остваривте фантастичен резултат со Вардар јуниор. Како гледате на овој резултат? Го очекувавте ли овој резултат со оваа млада екипа која навистина се докажа, па и сите не изненади? Па, она што пред малку го реков, би се надоврзал и сега. Значи, треба да бидеме, ако си зацртаме некоја цел, треба да бидеме доследни на таа цел. И за да стигнеме до тама, потребно ни е време. Така да и со Вардар јуниор, значи, работиме скоро 2 години и пред тоа девојките имаат вложено во себе со претходните тренери. И тоа полека си се склопуваат коцките, така да овие 2 години вистина се лишиме од многу благодети надвор од салата, што би се рекло. Исклучиво сме тама фокусирани и
пробуваме да стигнеме тамо до кај што ни е зацртана целта. Целта ни е да извадиме некој млад играч на Виделина, кој што за некоја година би успел да тропа на портите на првата екипа. Мако трпно се работи, услови за работа имаме фантастични, можам да кажам, малте некако првата екипа. Затоа имаше и резултати. Так. Па резултатот сам по себе ќе си дојде. Сепак за мене присутно времето. Не смеме да брзаме во ниедна работа, па и во спортот, во едукација на тие млади девојчиња. Конечно, за крај, што Симе Симовски посакува во иднина да му се случи и како тренер и како селектор со работата која за сега навистина успешно ја извршувате? Па вака, ако работиме малку трпно, нормално имаме екипа која што се вложува во целиот овој систем, би посакал да бидеме на едно големо надпреварување како што е европско или светско, да бидеме дел. Според вас, кога тоа најбрзо би можело да се случи? Вака една прогноза оптимистичка. Вака оптимистичка најмалку 3-4 години. Со овие девојчиња работа, па да се префрлат во... Да, но тоа ќе донесе поте и долгорочно резултат. Так. Симе, ви благодарам што бевте Благодарам дел и на од првата емисија посветена исклучиво на спортот на телевизија Нова. Се гледаме во некоја следна прилика и се надевам дека ќе говориме повторно за добри Ви резултати. благодарам и на вас. Не одете никаде, пократка пауза, се враќаме на останатите теми предвидени за вечерва.